Во оваа емисија, во гаража ќе гледате редовен сервис на автомобил со дизелски погон. Здраво на сите! Ова е уште едно издание на емисијата Во гаража. Во денешното издание ќе гледате сервисирање на возило, во превод основен сервис, промена на масло, промена на филтер воздух, промена на нафтен филтер, промена на маслен филтер. Возило Volkswagen Polo. Во моментот одиме во набавка на делови во ИГИ 2000. Здраво. Што порачавме робата, тука може да по телефон сега. Еве, повели. Таму што треба основниот сервис да се направи на тоа возило. Добро е. Па така на телефон ти каже. Значи тоа е тоа. Маслото. Добро. 15 интервал на замена. Пише фактура. И овде. И тоа е за тебе. Овој документ е за мене. Окей. Добро. Фала многу. Се гледам. Земновме материјалчето потребно и ние се прибируваме во нашата гаража. Ние веќе пазаревме, дојсовме потребните делови да провериме, филтер за кабина, филтер за воздух, маслен филтер, да видиме сега што ми дадо, еве ги фактурчето тука, нека си седи. Значи масло е Xol, со спецификација 540. 540, јас мислам дека е одлично за ова возило, од причина што кај нас паѓат пониски температури од минус 15, да немаме проблеми при стартовање. Ако му ставиме 1040, 1040 може да ставаме на потопло време. Не значи дека не можеме да го употребуваме ова масло и во летен период. Значи сега сакам да објаснам пред се први на еден краток опис што ќе работиме, кои потребни елементи и како на едно возило треба барем еден минимален сервис, како и во денешната емисија што ќе ви прикажеме кои потребни материјали треба да ги користиме за да биде се подолг векот на трајање на едно возило. Значи во секое моторно возило знаеме дека се употребува масло. При секое заменување на масло се заменува и маслен филтер. Некако порано, да речем јас како дете кога бев, кога праеја сервис на возилата, 2 пати масло е наш филтер. Значи тоа беше може дали поскапо, дали така ги учеа мајсторите, тоа јас не го оправдувам. При секое менување на масло се заменува и маслен филтер. Значи имаме тука многу попрегледно, баш ново возило ми се прилика имаме да видиме маслениот филтер кај се заменува. Значи воздушниот и филтерот за во кабина. Значи одиме сега прво и основно ќе одиме со извлекување на масло во моторот и после тоа дури чекаме да се извлечи маслото, одиме со филтер воздушен, па кога ќе се извлечи, кога ќе биде при крај, го отвораме филтерот маслен, го заменваме и така
редоследно. Значи, првата етапа, одиме со извлекување на маслото. Значи, моја препорака, како би то значило сега, зошто со машина. Денешново време, значи, одиме со те не е некоја иновација како ова машина, значи има посовремени машини, ама сепак ја свелам да се извлекува одошто да се отштрафа штопната. Значи овие машини некој инженер ги измислил. Овде кај нас, значи особено кај нас во нашиот дуќан, кога ја зедов на која набавив нова машина, значи сакав да видам дали 100% извлекува. Како направив на опит? Значи го извлековне маслото, го отштафивне картерот и да видиме дали ќе искапи масло од картерот. Значи сега не ќе можеме тој опит точно пред камера да го направиме, значи јас сум сведок со извлекување со шмукање на маслото не останува ни една капка, да речеме плюс да може да се истеди со штопна. Значи јас тоа го тврдам. Сега ќе почнеме со работа. Значи на машината се става воздух црево, го пуштаме воздухот да друка и веќе машината ни е во вакуум. Значи до половина на зелена стрелка можеме слободно да уклучиме машината за да влечи. И ја вадиме шипката за масло и на самата машина имаме тука многу повеќе елементи кои би одговарале. Сега ние ќе измериме приближно доколку е право местото, еве го, значи шипката одговара на должината на подпирање долу во картерот за извлекување. Да видам сега дали ќе влези ова е по метално, заправо одиме со пластика. Исто мериме во должина, значи има должина, значи ова е пластика, оди спрема типот на шипката. Не можеме никаква штета на моторот да нанесиме. Тоа е пластика внатре. Одиме, го земаме ова црево, прави вакуум од машината и шмука. Значи цела таа нечистотија од долниот дел на картерот можеме да видиме сега како шмука. Сега ќе ја затворам и еден дел друг треба да објаснам. Ова машина не ни е со компаратор, после ми тоа ќе објаснам што дур да влечи, но овој дел гледам овде скалило колку има во садот складирано. Сега ние кога ќе го влечиме маслото, од прилика запамтуваме колку литри има во машината и ќе извлечиме и ќе знаеме дали има потрошено моторот масло или не. Значи, мораме ние на секој муштерија да му објасниме доколку троши, го прашуваме муштеријата колку километри има поминато. Ако има потрошено масло, пола литар, мора да му кажеме на собственикот дека таа кола почнува да троши. Значи, тоа е, затоа сакаме ние сега ова емисија да направиме, значи, одржување на моторот, типот на маслото. Доколку не му е погоден типот на маслото, може една од причините може тоа да биде или дотраена машина. Значи, тука сега да не навлегваме, гледавте вие во претходните епизоди како се освежува еден мотор, значи можат да бидат други елементи оштетено во возилото. Со оваа машина, кога ќе извлекваме масло, мораме да пратиме колку има во моторот. На истата машина може да се да догради, тој се вика компаратор, во истиот момент да го гледаме во грами колку влечи маслото. Сега ние во такви подробности не одиме, сега правиме за сервис на возилото, ама сакав еден краток опис и за машината да кажам 2-3 зборови. И одиме, како што реков, пуштање со извлекување. Значи сега преку ова цевчето е сместено долу во картерот, на дното на картерот и тоа извлекува. Значи цело масло го извлекува. Сега како, што значи за извлекувањето на маслото?
мора да биде загрејан, доволно загрејан во нормала, минимум од 80 до 90 степени моторот, значи тоа му е работна температура на секое возило, за да можеме да извлекуваме масло, а јас пред се сакам сега една грешка направив, ама мора да се поправам. Дека јас викам по моите вработени, доколку се сервисира едно возило, мора да ставиме заштитници, за да почнеме со работа. Да не го штетиме возилото и да не го извалкаме. Ова е од речено европски стандард на работа. Значи, одиме со заштитници на крило, преден везен лим, навлака на седиште, дека фаќаме со нечисти раце да не извалкаме и да не штетиме од интериерот. Сега одиме со извлекување уште. Ова трај негде од прилика 15 на минути, од 10 до 15 на минути. Значи тековно ќе одиме со извлекување, така оди да се исцеди маслото пак во моторот, дека досега го работевне ние возилото. Веќе е при крај. Да увидам овде од прилика колку има извлечено. Значи до сега сме негде до 3 литри извлечено масло во возилото. Потребен алат. Ова е воздушен филтер. Да видиме кои не се потребни алати за да го извадиме воздушниот филтер. Крсташ трапцигер. Зошто, ќе напоменам, треба да се заменува често и редовно воздушниот филтер. Воздушниот филтер која улога има? Еве го сега да го прикажеме. Значи, низ овој филтер поминува цел воздух што го согорува моторот. Особено овие кај што се со турбополначи, тој шмукува многу повеќе за разлика од обичните мотори без турбополнач. Доколку овој филтер се затни, нема добар проток на воздух, автоматски турбото шмука, се ствара вакуум. Сега тој вакуум тука одма ќе го поднасочам јас исто дома како кај просмукалките. Доколку не ни е добро исчистена просмукалката, таја брчи, а не добро усисува. Исто и кај овие мотори. Значи, тоа кога нема да усиса добро, мора да најди просторот кај да зема. Значи, зема од издувно црево, му прави вакуум на моторот и автоматски може да троши повеќе масло за разлика од вообичаено. Значи, овој филтер во наши услови, не знам са како да споменам, значи, ова возило е направено да се сменува од 10 до 15.000
километри на еден воздушен филтер, ама јас не се сложувам со тоа, од причина што кај нас е многу 10 пати позагадено, за разлика од таму кај што е испитвано возилото. Значи кај нас јас велам на некој 5-6 илјади километри воздушниот филтер задолжително да се проверва, доколку има толкава нечистотија треба да се замени. Кога ќе го отвориме овој дел, дали со воздух, дали со некоја крпа, мора да го исчистиме долниот дел дека го шмука и тие поголемите делови остануваат во самиот простор кај што е лежиштето на филтерот. Значи сега одиме со точни димензии да видиме дали е истиот филтер, дека некогаш знаеме и да се направи грешка, една бројка може да ни дат различен филтер. Ова го ставаме стариот филтер, значи можеме да видиме колкава има нечистотија, за да споредиме со новиот филтер. И овој ќе остари, ама нема да види како овој. Филтерот е иста димензија. Одиме сега со мало прочистување во лежиштето. Колку што можеме да ја земиме таа нечистотија и ќе издуваме со пиштолче за да колку што може да има подолг век на трајање тој воздушен филтер. Да земам пиштолче и ќе ги издуваме. Тоа е издувано, ќе ја пуштиме сепак пак машината да го доизвлечи маслото, а за тоа време ние ќе го вградиме новиот филтер. Значи одиме да видиме дали налегнува добро. И го вградваме филтерот и сега ќе кажам уште неколку зборови корисни, какви случки се прават доколку не го замениме воздушниот филтер. Сега го прицврстуваме. Филтерот воздушен е заменет. Проверуваме дали е добро прицврстено. Тоа е во ред. И сега да кажам уште 2-3 зборови корисни доколку го одржуваме возилото. Овде имаме воздушен филтер. Турбината или моторот влечи низ него воздух, значи мора да влези чист воздух, не сме со прашина, не сме со нечистотија. Прашината знаеме ние дека го оштетува многу поќе моторот отколку со самата работа или километри. Кога поминува низ филтерот нечист воздух, да речеме прашина повлеква, овде имаме претежно на новите коли вуп масери или така наречени сензори за воздух. Тие сензори се ставени за да мерат колку количество на воздух влегва во моторот. Значи сиса турбото или го трга воздух од моторот и ја мери таа количина на воздух. Спрема таа количина на воздух се прави смеса во компјутерот, тука мери температура и количество на воздух и така е прави смесата во моторот за да согорува. Ние доколку го променуваме филтерот на време, никогаш нема да дадиме, значи никогаш не значи дека нема да прегори сензорот или да се расипи, ама е веројатноста да се расипи многу помала за разлика доколку не го одржаваме филтерот воздушен во добра форма или да го заменуваме како што треба. Не го практикувајте како доста ги гледам јас кај мене се случува, мајсторе дајте ми пиштолче за воздух, го вади филтерот, го дува. Да, тоа може да види, ама многу привремено, ден-два, доколку не можете да се снајдите со филтер воздушен,
а тоа не ви го препорачувам од причина што таа микронска прашина прави штета на сензор за воздух, прави на штета на турбина, доколку има прави се проблем внатре во моторот, значи гараж, ги оштетва кариките, ги оштетва хилзните. Значи не е толку едноставна работа филтерот како што ние велиме нема потреба да го замениме. Затоа сакам оваа емисија да ви прикажам колку битна работа е филтерот воздушен на едно моторно возило. Значи 2-3 зборови помошни што ви објаснав за сензор за воздух. Значи гледајте, отворајте и на време заменувајте. Сега одиме со маслото да видиме како е извлечено и после тоа да го замениме филтерот за масло. Веќе е при крај со влечење на маслото, значи одиме со шипчето горе-долу, веќе е при крај, а сега филтерот маслен се наоѓа на оваа положба и тука имаме зададено, значи стрелка на кај се стега, како се одвртва, тип на филтер. Сега да земиме ова од прилика 30 и нешто бројка, за да можеме да го штрафиме и за да го замениме филтерот. Ајде да видиме кој број е. Можеме една сјаличка да ставиме овде сега на овој дел, за да не се гледа подобро. Клучете 32. Стандарден наво има. Го отвараме. Сега треба да земеме некоја хартија или некоја крпа за да го ставиме на овој дел од машината, ради да не се извалкаме со масло. Да, еве сега можеме да видиме како изгледа еден масло, значи маслен филтер. Значи преку овој филтер ја зема маслената пумпа преку него, го филтрира маслото и го кружи низ цел мотор. Маслениот филтер игра улога за да дојде до чисто масло низ моторот, како и воздушниот филтер да може да кружи, да влегува чист воздух. Значи ова е маслениот филтер. Оваа машина сега има голема улога што можеме да го извлекуваме цело масло од внатрешноста, доколку ја немаме, треба со крпче добро да го избришиме тој талок, дека кога ќе го отвориме може да падне во внатрешноста према моторот и да направи, да заштопа некој канал и да направи некој проблем. И да напоменам друго, значи ова машина е еколошка. Зошто го складираме старото масло, не го фрламе во канализација и голем апел до ова сега. Ве замолувам сите механичари да не горите масло. Значи никогаш во живото не е нешто толку драгоцено колку што ни е овој воздух сега во моментот што го дишиме. Значи ве замолувам, не смејте да го горите старото масло за автомобилите. Значи, да има некое значење ова емисија, ама да има и значење, значи, сум за екологијата. Ова старо масло, значи, го складираме и има специјална фирма кој го откупва тоа старо масло и го обработува и го користи за добри цели да не го оштетва воздухот. Значи, некој може ќе се навреди
од причина што го користи ова масло, ама не е навреда. Значи ова е за нас и за поколенијата наши. Да се вратиме малце сега во автомобилската индустрија, ама и маслото спаѓа во автомобилска индустрија, не горењето. Веќе е доисисано маслото, одиме сега филтерот да го откачиме. Значи ова машина е пригодна и горе за работа. Еве го филтерот маслен. Овде има еден вентил, кога ќе го повлечи маслото, го задржува маслото во филтерот, да не остани дека е горен дел од моторот, го задржува цел тој дел во филтерот. Сега што треба ние да направиме на следен начин. Да го прочистиме овој дел. И има една гумичка што мораме да ја замениме. Еве таа гумичка. Одиме каналот добро да го прочистиме. Телото ни е спремно за вградување. Сега да го отвориме филтерот. Да го споменам Игит 2000, што го набавивме од Игит 2000. Поздрав до фирмата Игит 2000. Ова е филтерот, ова е таја гумичка. Одиме сега да ги споредиме. Првин гумичката. Добро. Па филтерот. Чи внатрешниот дел, надворешниот дел, се е окей. Сепак јас велам, еве имаме, кога ќе купаме некој филтер, мораме да видиме дали има жик од производителот, да не земаме некои филтри што не се веќе соодветни за некои возила, да не направиме штета. Филтерите се исти, можеме слободно да вградваме, гумичката нова да ја инсталираме, да ја вградиме на истиот жлеб, веќе налегнува. После на овој дел мораме да намачкаме малце масленце за да еве го, лесно и едноставно се штрафи тука, значи се прицврстува и тоа е окей. Сега одиме да отвориме едно масленце. Значи сепак уште еднаш повторувам, мораме да со сообраќајна дозвола да одиме во продавница. Значи во Игит 2000. Тие се склучни, значи тие се директни дистрибутери за Ексол масло. Тие ќе ни покажат спрема спецификацијата. Обавезно треба да гледаме на API знакот дали одговара на ова возило. Значи мораме да обрнеме на тие податоци, колку литри масло, кој тип на масло, за да не направиме проблем на возилото. Сега го отворивме маслото и одиме малце со штрафцигерчето, да одиме на гумичката да залепи добро. Така. Супер. Одиме сега со вградување на филтерот. На и овој дел тука заборавив да намачка малце масленце на гумичката да пропадни добро. Сега на овој тип на возило веќе е извлечено, да го тргнам цревото. Сега можеме и да ставиме малце во овој дел масленце
да туриме да не биде скроз наголо маслената пумпа, дека знаеме од тука дека трга маслената пумпа. Тоа не е, значи не е задолжително, принцип на работа. Јас кога заменувам и во нафтен филтер, и во маслен филтер, ставам. Значи ја приближуваме гумичката и тука треба малце да обрнеме внимание да не излези од лежиште. Дури да влези на внатрешниот дел, треба малце повнимателно да стегаме и да проверуваме од време на време да не излези гумицата од лежиште. Овде добро налегна и ќе одиме тука со стегање 5 ньютни метри, килажниот клуч. И тука штом ни пиши во, значи на некој елемент дел да стегаме со кила, да не си играме играчки од рака. Значи тука ве замолувам сите механичари, немојте да импровизираме. Има тука ньютни метри. Да го наместиме клучот. Зошто се битни овие ньютни метри? Тоа е пластичен дел и фабриката што го произведува, ете го. Значи јас од рака не можам никогаш да проценам, ако го престегнам, можам да ја пукнам пластиката, ако го оставам лабаво, може да тече масло. Значи за таа работа да не ни се случва, еве го во прошлата емисија гледавте, значи со овој дел стегаме, тој се вика килажен клуч. Имаме килажно стегање, имаме степенасто стегање. Ќе одиме со турање на маслото. Тука и во шмукањето на маслото можеме да, кога ќе се пушта доздола со штопна, пожелно е да се отвори оваа капачка, да не створи вакуум, да не излези цело масло. А на оваа машина сега, како што е шмукавме ние со усис, тука на таа машина нема потреба да, не е толку пожелно да се отвора капачка. Сега го ставаме масленцето и 2-3 збора за други работи да докажам. Со внимателно турбање може да се користи и инка. Овде е голем отворот, можеме слободно од шишето, тубенцето за масло да турбаме во моторот. Ама внимателно. И по пола минута или минута го оставаме да се доисцеди цело масло, дека во системот бери околу 4,4 литри. Сепак јас сакам да проверам тука сега, преески кога му се јавивне, го известивне, значи ги известивне и ги 2000 да ни припремат материјал. Претежно не одиме да чекаме, значи сега да чекаме муштери, па значи тука сега има некое објаснување во програмата за ова тип на возило. Имаме 530 масло, исклучивно за ладни услови, нормални услови, значи топло-ладно, 530 и 540, значи ние сега го работиме 540 маслото и за многу топли услови се користи 1040. Систем full, значи 4,4 литри се користи масленце во моторот на ова возило. Веќе ова едното го ставивме, да си ставам пак на раквиците. Доколку сега го и отворам тубината со масло и уште еден збор, уште 2-3 зборови сакам да објаснам за
овој сервис во моментот, значи филтерот нафтен го заменивме претходно. Неќам да кажувам сега во оваа емисија зошто како. Веќе е направен сервис, значи во овој сервис на дизелските возило задолжително масло, маслен филтер, воздушен филтер и филтер за во кабина. Одиме со второто литро масленце. И исто одиме полека. Го дотурваме и го ставаме малце тубенцето кренато да се доисцеди, да ни биде грамажата точна. Одиме со следно и спрема капачината, знаеме колку литри имаме турено. Ставаме 4 литри, значи овде сега имаме на секое шише пластика, значи и 400 литри, значи треба од прилика до овој дел, ќе си обележиме, треба да ставиме уште колку што треба точно, а и можеме да го запалиме и со 4 литри и после тоа да измериме . Добро, ќе ставиме ние 100-200 милилитри, просто за да можеме да... Тоа е во ред. Значи, обавезно при палењето мораме да видиме дали сијаличката за масло изгаснува. Доколку не изгаснува, има такви типови на мотори што многу потешко крева маслото, значи мораме да го изгасниме, повторно да го запалиме, значи во процедура 2 до 3 пати. Значи тоа да не загрижува, значи не смееме да даваме и да го туражираме возилото, значи кога ќе оменмаме маслото, мораме да го стартоваме во мирна положба, да изработи негде од 3 до 5 минути, да го изгасниме и да провериме колку има во моторот масло. А во овој момент ние мораме да отвориме ради наша безбедност да не го дишиме со горуваниот воздух. Шипката ќе ја вратиме, проверуваме кај филтерот дали има некој пропуск, дека му менмавне гумичка. Исто така и можеме една кратка контрола да направиме во овој момент, доколку ни е тука возилото, дали негде пропушта масло, антифриз, без разлика дека правиме сервис миниатурен. Сега ќе го исклучиме моторот да работи. Се чека 2-3 минути да слегни маслото и да провериме колку има во моторот масло. Мораме да причекаме. Шипката е тука, а во меѓувремено ние ќе почнеме со заменување на филтерот за поленов прав. Значи тоа е овој филтер сега. Сега имаме повеќе врсти на вакви филтери. И тука сега да кажеме за овој филтер,
особено за овие зимни периоди, кај што влажноста на воздухот се зголемува. Значи, објаснавме и за во претходната емисија, то колку не ја гледаше некој. Повторно ќе повторнам, од овој филтер може да прави заматување или замагленост на шофершајбната. Причина, значи во филтерот се лепи со прашина, во таа прашина е соберва влагата, кога ќе го уклучиме парното, вентилаторот фактички внатрешната вентилација на возилото, тогаш воздухот го сиса од филтерот со влажност и ни се замаглува шофершајбната. Затоа е пожелно да се во секој редовен сервис да се менува и филтерот за поленов прав, така речено кабински. Значи филтерот на ова возило во кабина се наоѓа ова везно претходно гледаме дали во компјутер или во некоја програма за да не лутаме на возилото да обараме надвор па под фиока. Ние претходно проверивме, значи го откачуваме еден држач надолу. Оп, ова е тој држач и да го извлечиме филтерот надолу. Добро, излезе. Ајде да видиме сега што имаме во филтерот. Го извадивме филтерот за во кабина. Сега што има во филтерот. Можеме да видиме со камерата што се случува внатре во филтерот. Ова нечистотија е од надворешниот воздух што влегува во кабина. Гледаме, гледај пајак, камче, хартија, листови. Значи овде гледам влакненца од мачка, што е нормално и затоа значи овие возила ги имат измислено да не влегува таа прашина или таа нечистотија во внатрешноста на возилото. Ќе напоменам уште нешто друго, значи ова е класичен филтер. Има други филтери со активен јаглен. Јас препорачувам за некои таму ситни пари да не штедите, може да ставите со активен јаглен. Активниот јаглен спречува до непријатна миризба во возилото, затоа јас велам да ставите со него доколку има во можност со активен јаглен, дека за сите возила такви филтери не излегуваат, доколку моето сознание. Значи одиме со монтажа, да земиме чисто крпче и да го зачистиме тој внатрешен дел. Ова е жлебот. Жлебот што е од прицврстувањето на филтерот. Сега сакам малце да го извувам и да го прочистам. Така. Ќе го земам и крпчета, ова и ова ми треба, сепак и ова за прицврстување и одиме да го вградиме филтерот. Први одиме со, пожелно е со вакви долги пиштолчина, можеме во каналот натре да навлезиме и да го прочистиме тој канал. Излегува уште голема нечистотија. Обрнуваме стрелки на монтажа. Значи оваа стрелка означува на кој дел треба да оди према кабина. Значи од овој дел влегва воздухот, од тука излегва. Значи тоа најбитно мораме да го практикуваме, така се наместени хартијата за да има функција за да диктова. Овој филтер во моментот е многу лесен за замена. Значи има многу два лесни осигурачи со лизгачи се откачуваат и ги враќаме на нивното место.
Тоа е окей. Даваме контакт. И пуштаме вентилација. Тоа е супер. Одиме сега со испитување на маслото да видиме дали е во ред. Значи сега доколку не е како што треба слегнато маслото, може да ни се цртни некоја цртичка. Значи имаме масло до максимум. Значи никогаш да не гледаме да претераме таа линија, значи да биде испод максимум. Значи од оваа црта малце 1 до 2 мм е доволно. Значи таа има ознака негде да речеме до средината па нагоре, да не биде до таа црта на минимум. Значи шом дојде до минимум, обавезно да провериме да дотуриме масло. Имаме една стрелка, треба на овој дел да види и повторно ќе го запалиме возилото да си поработи. Како што напоменавме претходно, во овој сервис спаѓа исто така и промена на нафтен филтер. Претходно имало некој проблем возилото. Тоа е променет, значи филтерот нафтен, филтерот за воздух, филтерот за масло, филтер кабина. Возилото е спремно за следните 15.000 км. Значи овој дел сега како што е, ќе запишиме на едно ливче, а претежно ја извадивме сервисната книжка таму и да забележиме колку има километри и до кој му е одреден сервис. Значи задолжително без пишување да не правите сервис. Значи правиме сервис и задолжително заведваме во некоја книжка или да речеме како ова возило си има сервисна книжка, дата, што имаме сработено на возилото, подпис и печат. Од причина што никогаш не се памти, само се заведва и да биде како што треба. Во овој момент само одиме со стартовање возилото и останува само да ја пополниме гарантната книжка. Значи, како што напоменав претходно, ова ни е гарантната книжка. Воедно другите го прават, ама во овој момент јас ќе забележам. Значи, тука имало последен интервал, кога се ставило и кога треба нареден сервис. Исто и ние ќе забележиме. Ред. И сега следен сервис 65.900 во овој момент. Значи нареден сервис иди на 15.000 км. Значи ова масло со ова спецификација, тука е на интервал правено гледам на претходно на 10.000. Истото и ние ќе оставиме, иначе може слободно да се движи возилото 15.000 км. Значи ние мораме да напишеме спрема упатството да се придржуваме на производителот. Како што видовте во оваа емисија, значи мислам дека ќе ви помогне доста. Промена на воздух, промена воздушен филтер, промена на маслен филтер, масло, кабина, кабински филтер. Толку за ова издание и една напомена, истата емисија можете да следите на YouTube во гаража. Гледајте во следната емисија уште позанимливи работи. Поздрав! Редовното одржување на возилото е неопходно за да ги задржи првичниот квалитет на вашето возило во поглед на сигурноста, удобност и перформансите. Редовното одржување представува многу повеќе од обично заменување на масло, затоа што е професионален зафат, целосен преглед на сите делови поврзани со сигурноста на вашето возило, за работата на вашиот мотор и електрониката. За секое возило се предвидени редовни одржувања во определени временски растојанија во зависност од техничките карактеристики на возилото.
Ве молиме да се запознаете со временските рокови во вашата сервисна книжка кога е потребно да се сервисира вашето возило. За безгрижно и сигурно возење доверете го прегледот на вашето возило на стручни лица. Бидете сигурни дека вашето возило е во стручни раце.